Вие следите поинакви вести на Слободен печат. Што сработи владата за една година? Веројатно ќе дознаеме вечер за кога е најавен и отчет за сработеното во првата година. Премиерот Христијан Мицкоски вчера на својот Facebook профил соопшти дека за една година покачиле пензии и плати, градат патишта обезбедиле над 1,2 милиарди евра странски инвестиции и вработиле 1000 полициски службеници, нагласи дека развојот е возможен и на дофат, а најдоброто допрева доаѓа. Плодовите на работата на владата допрева ќе се чувствуваат. Имаме уште многу работа. Свесни за предизвиците на секојдневието и реалните проблеми на граѓаните, како што знаеме дека вие сте свесни што наследивме, дека чуда не се можни преку ноќ и дека не е лесно, но со истреност, заедништво, труд и јасен план подпрен на темелите на развој кои ги поставуваме минатата година. Развојот е возможен и на дофат. Најдоброто допрва доаѓа. Плодовите на нашата работа допрва ќе се чувствуваат. Секогаш блиску до народот и за граѓаните. Утре се гледаме на отчетот на првата година од владата на промени во 20 часот. Една година од новиот почеток, една година градење темели, една година за тебе. Доаѓа времето на Македонија. Ги градиме темелите на промените, истакна вчера Мицкоски. Ниту еден извршител не останал без лиценца, а само еден е парично казнет. Вкупно 137 представки од странки против конкретни извршители лани се доставени до нивната комора, покажува нивниот извештај за работењето во 2024 година. Дел од нив се отфрлени, а дел се доставени до конкретниот извршител за да се слушне и неговата страна. За 15 извршители е поведена дисциплинска постапка, еден извршител добил парична казна, додека еден е привремено суспендиран од должноста. На ниту еден извршител лани не му била трајно одземена лиценцата. Инаку во 2024 година извршителите наплатиле над 160 милиони евра, а процентот на реализација на извршувањето достигнал 44,15%. Лани биле примени вкупно 167.112 барања за извршување, од кои успешно завршени се 73.795 предмети. Дури 50% од случаите се однесуваат на комунални долгови. Со укинувањето на застарувањето од Уставниот суд, бројот на барањата за извршување се зголеми за 10.000, што ја зголеми продуктивноста на извршителите, стои во извештајот. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски вчера изјави дека до 11 или 12 јули ќе биде пуштена во употреба делницата од Врбјани до Охрид со прекин кај Ботун, каде, како што појасни, има големи косини кои треба да се санираат, со што, како што претходно најави и премиерот Христијан Мицкоски, првите 40 километри од автопатот Кичево-Охрид ќе бидат пуштени во употреба следниот месец. Граѓаните, туристите, сите оние кои доаѓаат, возат во Охрид или се враќаат од таму, ќе можат да возат по нов асфалт. Прекинот кај Ботун е поради тоа што патот би требало да биде од десната страна на Ботун, а таму има големи косини, големи свлечишта кои треба да се санираат. Свлечиштата кај Ботун се врзани со останатите свлечишта кај Кичево, од Кичево до Врбјани. Ние интензивно работиме со градишниот факултет. Работиме со кинезите, се правеа геоистраги, се правеа околу 6,5 километри бушења за да се добие составот на земјиштето на овие косини, бидејќи тие во добар дел се нестабилни. Овие геоистраги се при крај, околу 40% се веќе завршени. Врз основа на нив, проектантите проектираат модели и типови на заштита на тие косини на стабилизација, рече Трајановски во гостувањето на Сител телевизија. Борба за спас на Преспа од диви депонии и ѓубришта. Преспанскиот регион во последната деценија води битки на неколку фронта, како за очувување и одржување на производството на јаболка, активното намалување на водостојот на Преспанското езеро и, за жал, се почестото никнување диви депонии на десетици локации. Несовесното депонирање на секаков тип отпад низ годините резултирало со формирање 38 диви депонии од различен обем, каде што граѓаните секојдневно го депонираат својот отпад.
Јавното комунално предпријатие Пролетер при општина Ресен е институцијата одговорна за чистење и собирање на отпадот што ги узурпира зелените површини низ Преспа. Јавното предпријатие Пролетер целосно ја покрива популацијата во Ресен, но нивното присуство е значително намалено во околните села, каде што ги опфаќа само 61% од жителите, кои поради отсуството на комунална служба и соодветно делегирано место за депонирање отпад, тие ѓубрето го фрлаат на неконтролирани и апсолутно диви депонии. Комуналниот отпад во општина Ресен изнесува околу 3800 тони годишно, а тука влегува отпадот од домаќинствата, од одржување јавна хигиена, паркови, деловни субјекти и индустријското производство. Од Пролетер велат дека компостарницата била затворена поради застарената и нефункционална опрема и отсуство на економска исплатливост. Причините за затворање на компостарницата се повеќе слојни и вклучуваат технички, економски и организацијски предизвици. Со текот на времето дел од опремата стана застарана и нефункционална, а дополнително беше оштетена или недостапна за употреба. Исто така проектот се соочи со потешкоти и во обезбедување на одржлива економска исплатливост, особено во делот на пласманот на произведениот компост. Недоволниот број работници и ограничените финансиски средства по завршувањето на иницијалната проектна поддршка дополнително ја отежнаа редовната работа на погонот, ни појаснија од јавното предпријатие Пролетер. Вештаците што тврдат дека органите на Јилдис Веапоска се извадени со лекарска грешка добија кривична пријава. Мухамед Асани, Блертон Асани и Лилјана Јовановска, тројцата гинеколози од Струшката болница, обвинети за несовесно лекување болни откако на Јилдис Веапоска и беа извадени матката, јајникот и бубрегот, и вчера куртулија од продолжение на судскиот спор што се води против нив. Судењето се одложи зашто докторот Блертон Асани доставил документот и мора да оди во Тетовската болница каде се изведувала интервенција врз негово блиско лице. Судијата Јордан Јованов, освен ова, доби уште едно барање за одложување, затоа што била поднесена кривична пријава против главното лице од тимот, што го изготви супервештачењето, а кое очигледно оди во прилог на Веапоска, бидејќи одбраната на обвинетите го оспоруваше. Кривичната пријава била зашто супервештачењето го направиле гинеколози што работат во приватното здравство. Судијата рече дека таа е посебна постапка и нема да го одложи тековното судење поради неа. Веапоска смета дека се користат сите техники предметот да застари, а тоа ќе се случи во 2026 година. Судскиот процес за Веаповска почна во 2022. 3 пати почнуваше од почеток поради менување на судиите што го водеа процесот. Им послужила телешко со најотровната печурка за ручек. Дали Ерин Патерсон е убиец или само кутра домаќинка? Сериозно планиран оброк, подготвен во домот на наводна жена убиец, е во центарот на судскиот процес, што наближува до крајот во рурална Австралија. 8 недели публиката е закована за дневните медиумски извештаи и подкасти за необичниот случај, дека најтоксичната печурка на светот била користена за да се убијат луѓе. Поротата наскоро ќе одлучи дали Ерин Патерсон, 50 годишна мајка на 2 деца, намерно ја додала печурката од видот Аманита фалоидес во телешкото месо што им го послужила за ручек на родителите на сопругот и на неговата тетка во јули 2023 година. И родителите на сопругот и неговата тетка починале 3 дена по оброкот. Четвртото лице што пробала од јадењето помина неколку недели во кома па се разбуди. Патерсон негира дека е убиец. Иран го предупреди американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе започне акции внатре во САД со терористички заспани келии, доколку биде нападнат, во порака испратена еден ден пред американските напади, објави NBC News, повикувајќи се на разузнавачки извори. Информациите стигнаа до Трамп преку посредник на самитот на Г7 во Канада минатата недела, кој американскиот претседател го напушти претходно, изјавија двајца американски представници и лице запознаено со заканата.
Американската администрација, како и безбедностните служби во најголемите градови, се во состојба на готовност за каква било потенцијална одмазда од страна на Техеран во рамките на Соединетите држави, според американската телевизија. Одделот за домашна безбедност во неделата предупреди дека иранскиот конфликт представува зголемена закана за Соединетите држави. Според овие извори, Иран исто така би можел да изврши сајбер напади врз американските мрежи и да бидат насочени кон представници на американската влада. Во саботата вечерта, САД бомбардираа 3 ирански нуклеарни постројки – Фордо, Нетанс и објектот во Исфахан, а во нападот учествуваа повеќе од 125 американски воени авиони. Меѓународната агенција за атомска енергија ќе одржи итен состанок поради нападите на САД врз Иран. Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафаел Маријано Гроси најави дека ќе свика итен состанок на одборот на гувернери на агенцијата во понеделник во седиштето во Обединетите нации во Виена за да се разговара за итната ситуација во Иран по најновите напади врз нуклеарните постројки. Со оглед на се посериозната ситуација во врска со нуклеарната безбедност, одборот на гувернери ќе се состане на итна седница утре на која ќе зборувам, рече генералниот директор Гроси. Тој рече дека иранските регулаторни власти ја информирале Меѓународната агенција за атомска енергија дека нема зголемување на нивоата на зрачење надвор од тие локации по нападите врз 3 ирански нуклеарни постројки, вклучувајќи ја и постројката за збогатување ураниум во Фордо. Не очекуваме никакви здравствени последици за луѓето или животната средина надвор од силните локации, рече тој. Ќе продолжиме да ја следиме и проценуваме ситуацијата во Иран и ќе обезбедиме дополнителни информации штом ќе бидат достапни дополнителни информации, рече Гроси. Hvala na pozivu i zaista mi je drago što sam ovde opet u Makedoniji, naveo me put posle mnogo godina. Imam iskustva i igrao sam ovde u Makedoniji i zaista mi je uvek se oduševim vašom toplinom i vašom dobrodošlicom. Naravno, hranom i pićem. Ja sam zaista impresioniran šta sam video sinoć. Imao sam plan da dođem i da posjetim Red Bull Half Court u Makedoniji zadnje 2 godine, ali zbog mojih nekih ličnih obaveza nisam uspeo. Ali se 2 godine priča o ovom nacionalnom finalu. Kad sam prespavao, sumirao sam utiske i mogu da izjavim da je ovo najbolje nacionalno finale koje sam ja posjetio. Вие следевте поинакви вести на Слободен печат, кои што можете да ги гледате на YouTube каналот на нашиот медиум. Истото ќе го гледате и утре и во текот на следната недела. Следете поинакви вести. Пријатно.